Токму тоа како слушнавме и хитот кој го одбележа денешниот ден, а ние треба да продолжиме понатаму со останатите содржини. Овој пат патуваме за Кратово, односно ви го носиме оној втор дел од автентичните содржини кои можевме да ги забележиме во овој регион од Македонија. Дефинитивно ги има многу, а едни од истите се секако оние традиционални нивни кули и мостови кои може да ги погледнете доколку се одлучите овој викенд Кратово да биде ваша дестинација која ќе ја посетите за да се одморите и да поминете одличен викенд. Ние поминавме само одличен ден. Во 5 часа 5 содржини, тоа значи дека секој час по една содржина. Одиме да видиме дали е урбано или пак сепак не. Ова е второто продолжение од оваа наша тура низ Кратово. Тоа значи дека денеска ќе погледнеме една или две кули, зависно тоа колку време ќе имаме. Сега сме кај Златкова кула, што е специфично за неа? Ова е најстарата кула од тие што останале, изградена 1365 година и многу интересно што беше реставрирана и ќе имаме можност да ја видиме за прв пат со вашата телевизија, мислам прв пат во вашата, но претходно доаѓа на отварањето беше амбасадорот, американскиот амбасадор. Беше интересно случување, ова лето се случи тоа. Сега ќе видиме што успеале да направат и како ја заштитиле оваа кула. Дали мислиш дека доволно мери заштитена? Да, одлично се е, супер. Снага, ајде. Лида, колку кули имало во Кратово порано, колку има сега? Во Кратово порано имало 13 кули, а сега останале само 6. 3 од нив се на едната страна на реката, 3 на другата. Ние денеска ќе ги видиме најверојатно двете кули кои што се реставрирани, тоа се Златковата, сега што влеговме, и Саат кулата, а исто така реставрирана и Симикева кула. Од другата страна се наоѓаат Хаџи Костова, и Мимбегова и Крстева кула. Но тие за жал се уште не се реставрирани, но се надам дека ќе бидат. Во скоро време. Да, исто сакам да му упатам една голема благодарност на директорот на музеот, господинот Драган Ѓоргиевски и неговите вработени кои што се заложија и ја реставрира оваа кула со грант од Американската амбасада, но исто така соработуваат со нас туристичките водичи за секогаш да добиеме тука отворено место за да може да ги прошетаме туристите, да влезат во овие кули, да видат што ние нудиме како град, бидејќи не е исто да ги видиме само од надвор и да влеземе. Значи за сите оние кои што сакаат да влезат во кулите, ако не се со туристички водич, може да се обратат во музеот на град Кратово и тие ќе има возможност да влезат тука, бидејќи секако се под нивна закрила. Но од многу фалење нема, jer ќе ти кажам колку се покритичен, толку подобро. Почнуваме веднаш со прегледот на оваа денешна Златкова кула која како што кажавме пред известно време е реставрирана. Веќе гледам камин, успев јас да го уклучам светлото таму, иако не би требало да биде светло, туку требало да биде оган. Што представува ова овде? Што представува оваа цела градба? Зашто служела порано? Значи кулите служеле и за одбрана, но и за живење. Во подолните катови луѓето ги користеле бидејќи немаат ни прозорци, долу има уште еден кат, тоа е како подрум, значи нема ниту прозорец, се користи како склад за се она што им требало на луѓето за домаќинството, за дрва, за огрев и сето тоа. На овие малку погорните катови живееле слугите, а на најгорниот кат каде што ќе се качиме сега, живееле оние што биле собствениците на кулите. Односно собственик, последен собственик на оваа кула бидејќи ги менувале своите собственици бил Ѓорги Златков и затоа се нарекува Златкова кула, а веднаш до неа има уште една куќа која што била исто негова собственост. Така. Идеме нагоре или надоле? Не гледам ја влезна надоле или грешам? Надолу не се влегува од надвор, тоа е како подрум, а сега ние се качуваме нагоре по скалите за да видиме каде живееле газди. Ке глумиме господари, значи. Така. Ајде, повели. Така, веќе сме на најгорниот кат, предпоставувам, што овде можеме да видиме, може да видиме, значи, една изложба посветена на Свети Ѓорѓе Кратовски, заштитникот на градот Кратово. Значи, ние можеме да се пофалиме со тоа што секој град има свој заштитник, ама нашиот заштитник потекнува од Кратово. Тој бил роден тука ја 497 година. 2015-та беше еден голем јубилеј, односно 500 години од неговото спалување и затоа лани ние имавме една прослава која што
траеше 3 дена. Инаку секоја година си го славиме ние денот на Свети Георги Кратовски на 24 февруари, имаме на плоштадот прослава, но таа година, односно 2015-та, славевме дури 3 дена, имавме гости у културно-уметнички друштва од различни земји, од нашите соседи и беше интересно да се види настанот. Тоа е еден од настаните кои што им препорачала на туристите доколку се во можност да го посетат Кратово токму на 24 февруари. Така. Кое е значењето на кулите во овој град? Значењето на кулите е многу голямо, затоа што ретко постои некој град каде што има кули или да има. Тоа е само една кула обично, а кај нас не имаме дури 6 кули. Едната е само наполовина струшена. Овие три, како што реков, може да се посетат, се реновирани, имаат внатре изложби, а другите од другата страна се надевам дека со текот на времето и тие ќе може да ги посетиме, односно да ги видиме, да ставиме некоја изложба, да организираме некој настан во и да ги искористиме на најубав можен начин. Ти спомена дека Кратово е мало, нели, но градот е како музеј. На толку мал простор има толку културно-историски споменици, исто така и природни реткости и е интересно да се посети. Интересно да се посети, јас тоа можам да го потврдам, можам да кажам да, навистина. Кулите во суштина ова е една од поголемите кули кои ги имам јас видено, бидејќи другите се со тесни патеки, односно тесни скали за да искачување. Да, ова кула има малку пошироки скали, за разлика од Симикева кула, каде што јас и ти си имаме качувано и снимано. Таму се потесни скалите, ама всушност Симичевата кула е највисоката кула. Ова кула е малку пониска, а саат кулата што ќе ја посетиме е втора по големина од овие кои што останале. Симичевата кула, која што се наоѓа исто на овој дел од градот, е висока дури 22 метри јужниот зид, бидејќи се разликува тоа, бидејќи конфигурацијата на градот е како амфитеатар и се разликува висината на ѕидовите. Јужниот е една висина, другите ѕидови се друга висина, а ова е околу 16 на метри јужниот зид висока златкова кула. Така. Она што можам да го видам токму тука е дека навистина изложбата е прекрасно уредена, преголем простор, кога ќе дојдеш прв пат ќе речеш дека нема што да се види, најверојатно има што да се каже многу повеќе. Денеска ќе се видиме да видиме кратки за да можеме да стигнеме секаде. Пред да би прашал што се овие орудија или овие воопшто што е ова изложено тука? Значи, ова се алатки кои што луѓето во минатото ги користеле. Значи, ова се навистина стари алатки, исто така може да видите и стари садови кои што се користени. Како што споменав, музеот е, нели, подзакрила овие кули се на музеот и затоа тие ставаат и вакви интересни предмети, стари предмети, за да можат луѓето да видат со што се служеле кај нас, какви предмети користеле, зашо ги користеле. Колку е битно да се задржи автентичноста на еден објект, еве на пример овие кули? Дали мислиш дека е целосно задржана автентичноста овде? Искрено? Да. Значи, целосно е задржана, бидејќи имаше закон донесено, бидејќи Кратовското јадро, централното Кратовско јадро е заштитено подрачје и не сме ништо да се менува, само може да се реновира, да се реставрира и се треба да остане онака како што било. Така. Во суштина, она што можам да го кажам дека се е блиско едно до друго, постои ли некоја оддалеченост, дали е тоа анализирано меѓу од кула до кула? Има ли оддалеченост нека одредена или пак правени се туку така? Интересно прашање, за оддалеченоста нема некој податок, но има еден интересен податок кој вели дека јас споменав дека кулите се различна големина, или различна висина, ама сите врвови на кулите од двете страни на реката се на иста висина, бидејќи некои се подолу, некои се погоре, но некои се повисоки, некои пониски, така што сите врвови се на иста висина. Тоа е еден интересен податок што може да го кажеме за кулите кои што ги поврзува. А уште нешто друго ги поврзува кулите. Тоа се подземните тунели. Никогаш не видините подземни тунели од моја страна, а не знам од ваша. Како да, денеска се надам дека ќе имаме доволно време да те одведам да посетим еден подземен тунел. За жал, значи имаме ние огромен број, значи една мрежа лежи под Кратово на подземни ходници. Но не се сите пробиени. За жал, не се пробиени, да, се надеваме дека и на тоа ќе работиме, бидејќи е многу интересно. Мислам дека тоа ќе биде најголема атракција и поголема од кулите, бидејќи верувам дека многумина од оние кои дошле речете и кула, можеби кога ќе влезат внатре, верувам дека се воодушевени, посебно од твоите презентации на кои никој не може да остане равнодушен, рака на срце. Благодарам.
така што ако се поработи на тоа, јас ќе бидам првиот кој ќе дојде овде да ги посети тие подземни тунели. Мислам дека од прилика толку имаме закажување тука, ако не се лажам. Ќе продолжиме сега со Саат Кула и ќе видиме и таму имаме изложба. Блиско е, како ти што рече, блиско е Саат Кула, продолжуваме. Ова беше како утеха. Кристијане, не плаши се, не се секири, за кратко ќе бидеш таму, нема да ослабеш. Да, ти благодарам. нема да ослабеш, да. Оди мене надале. Оди. Ајде. Од Златковата кула се упативме кон Саат Кулата, она што е карактеристично за неа и единствено што јас го знам и го имам запомнато од кога претходно бев во Кратово, е дека на нејзе има Саат, односно имало, ако може така да се каже. Лида, има ли интересни податоци тука и што ќе видиме нагоре? Да, има многу интересни податоци. Да, имало часовник, денеска за жалба нема, но останало името Саат Кула. А има една интересна изложба која што ќе ја видиме, односно Кратово од најстарите времења па до денеска, како што ќе се движиме нагоре по кулата, ќе видиме Кратово се во поново време, се до најгорниот кат каде што живееле господарите на кулата. Е тоа што има врата и тука која е во дисфункција, односно не работи, но верувам дека се излага некаде, никогаш не дознав каде. Да, се излегува на горната страна од кулата. Значи имаме еден влез од долната страна и еден влез од горната страна. И така? Да, чудно што не си влегало таа, може да се влезе, не дека не е во функција, ама така одлучиле дека од долу е побаво да се влезе. Одиме од почеток природно и археолошко богатство на Кратовскиот крај, локалитетот Камени кукли, кој за жал поради временските услови не можевме денеска да го посетиме. Потоа? Да, за жал, значи камените кукли се нешто што мора да го видите во Кратово, бидејќи голем број. Барем инсерти на крајот од овој прилог, ќе ве ветувам дека ќе имаат нашите гледачи. Да, се надам дека ќе има, значи постои интересна легенда за нив, но исто така и научната верзија вели дека се стари повеќе од 10 милиони години и дека постојано се менуваат. Исто така уште еден локалитет што треба да се посети е Големо градиште или Транупара. Тоа е било епископско седиште во римската провинција Дарданија, кое што е најзначајно по Скупи, се наоѓа во селото Конјух. Близу до него, ама во атарот на селото Шупско Рудере се наоѓа и преисториската обсерваторија, тоа е познатиот Цоцев камен. А интересно за Големо градиште е што има една уникатна црква, односно остатоци од кружна црква наречена Ротонда, која што е многу ретка во светот, односно има само на уште неколку места во светот. Исто така, таму може да видиме и некои други работи пронајдени во Кратово, како што се некои накит што го користеле жените. Така, гледаме османлиски период прстен османлиски период, прстен османлиски период, имаме крст, имаме чифт обетки, имаме прстен повторно. Така. Нагоре веќе можеме да видиме дека има и надгробна стила на латински јазик, која што е од римски период и таа е пронајдена во Кратовско. Така. Статуитка на богот Меркур, која што од 3 и 4 век пронајдена во селото Горно Кратово. Понатаму позади тебе, значи кога ќе чуеме вака, искрено да ти кажам, Горно, Долно Кратово, некој ќе рече, вау, ова метропола, некоја најверојатно па како Горно Кратово всушност е село. Според некои податоци било дека првобитно градот Кратово се наоѓал таму. Исто така и тоа е интересно место да се посети, бидејќи ги има познатите вулкански топки, кои што вреди да се видат, но за жал условите се такви што сега ајде да кратко да видиме. Јас секогаш велам дека многу е малку Кратово да се види само во еден ден, а па не посебно во 5 часа како нас на пример. Да. Ние сакаме се да погледнеме во 5 часа, не знам колку ќе успееме,
а ќе се надобрзам на локалитетот Големо градиште, бидејќи тоа ми остави највеќе впечаток. Поздрав до жителите на село Конјук, кои никогаш нема да ги заборавам. А имавме една посета заедно со снимателот Александар Трајковски пред околу 4 години. Кој е село освен Конјук? Значи, тоа е буквално на крајот од Кратово. Можам така да се изразам? Да. Значи, она што таму ми остави впечаток и вечно ќе опаметам се жителите кои се толку ведри, кои се толку примерни, не знам, прекрасни да кажам, и кои никогаш нема да ги заборавам. А веројатно и сите кратовчани се такви. Одлично, да, јас се надам дека таков впечаток имаш од сите кратовчани, не само од нив, ама верувам дека и таму гости си поминале, за жал не бев со вас, но ние Кратово мислам. Да, може да објасниме само и како отидовме до таму. Имено го баравме добро познатиот каде е Цоцев камен, не го гледаме. Нема тука на сликата Цоцев камен. Цоцев камен го баравме, не го најдовме Цоцев камен, бидејќи имаше само камења од страна, очигледно дека треба да се добро запознаен со материјата за да можеш да го посетиш истото, а веднаш после тоа, бидејќи не успеавме, отидовме до крајот на патот и дојдовме до Конјук. Во секој случај, идеме со втората изложба, тоа е рударство и монетоковање. Така, значи историјата значи е познато исто по Кратово. Рударство како рударски град, бидејќи самиот град носи име Кратово, односно доаѓа од зборот кратер, кој што е нели отвор на изгаснат вулкан. Вулканскиот природ овозможил нели да е богат со рудно богатство. Колку што знам, единствениот активен вулкан или полуактивен или неактивен вулкан како беше се наоѓа во близина на Кратово. Или во Кратово. Значи не кратерот на изгаснато одамна, изгаснате, ама се наоѓа во Кратово. Значи самиот град е сместен во отворот на вулканот и затоа ја споменав дека како амфитеатар, значи во центарот. Пребувате од земјотреси да не се активира некој вулкан? Не, кај нас за среќа нема ништо. Вие треба да страдувате од тоа, односно се надам дека нема да има ништо такво. Исто и јас. Значи дугата се на кратко ќе кажеме старите закони за рудникот во Кратово 1488 година. Познати сме и пакувања на златни монети и на сребрени монети. Кратово бил еден од значајните градови во време на Османлиската империја, дури и еден од султаните го посетил градот. Значи споменав, има тука монета ковачница. Така, одиме на следната изложба веднаш.